Преубавата Турција, шареноликата култура, за жал овие денови е актуелна по катастрофалниот земјотрес кој се случи во Турција и во Сирија, над 44.000 жртви по катастрофалните земјотреси во овие две земји. Ова утро тема во Македонија наутро е новинарството, Сдруженијето на новинарите на Македонија. Не би биле новинари ако не почнеме со актуелна тема. Младен Чадиковски, председателот на ЗНМ, е гостин ова утро. Добро утро, Младен. Добро утро. Како си? Еве, саботно на работа. Да. Те разбудивме и тебе, успеавме да ни дојдеш порано од вообичаено. Младен, она што се случува во Турција е на светска трагедија, нели, еден човечки живот е трагична која ќе се загуби, а не над 44.000 луѓе, па што имаш на оваа тема да кажеш? Како новинарите се справија со она што се случува во Турција и во Сирија? Ја нема во оваа ситуација онаа битка за публицитет што е карактеристична за нашата професија? Да, токму така и јас мислам дека генерално новинарството, светското новинарство да речам, успеа да ги пронајде вистинските зборови и да на вистински начин ги адресира проблемите и за жал таа катастрофа што се случи во Турција. Значи ова е настан од невидени размери сигурно во последниве 100 години. И кога се известува при несреќи, при таков тип на катастрофи, што е клучното? Клучното е да се држите до фактите, да не внесувате премногу емоција, затоа што тоа може да се прелее во некаков тип на колективно жалење, што не е добро во овој момент да се случува. Едноставно треба да оставиме на луѓето да се изборат со таа ситуација, да ги презентираме фактите, да известуваме за фактите, за да можеме да превенираме да се случуваат и во иднина таков тип на несреќи. Еден аспект од целата таа драма која што допрва ќе се отвара е градењето, начинот на градење, сето она што задира во сршта на можеби корупцијата и на односите држава, бизнис, што се случува на секаде, меѓутоа кога ќе се случи ваков тип на трагедија, тоа е навистина доаѓа до израз и ги гледате димензиите на корупцијата, што таа може да направи во едно општество. Затоа тоа ќе биде следниот предизвик, претпоставувам, за новинарството и за турското новинарство. Иако сега приликите во Турција се уште е малку рано да се влезе во тој тип на истражувања, бидејќи, знаете, се уште луѓето немаат покрив над главата, се соочуваат со секој. Имаме инсерти од Турција, може да ги видиме моментите од она што се случува таму. А Младен, се чини дека ако Украина и кризата во оваа земја, каде што исто така се загубија многу животи и се уште трае војната таму, наредниот петок е една година од стартот на војната во Украина, некои сакаат да кажат специјалната војна интервенција или како и да е, тоа е војна, таму гинат луѓе, таму се борат две страни, дали се повеќе земји на една страна, една земја на друга страна, не е битно, две завојувани страни во една просперитетна, богата држава, ја срамнија со земја. Сега, ако во Украина новинарите користат вокабулар дека тоа е војна на Путин, дека напаѓаат една страна, па другите новинари го напаѓаат Зеленски и слично, го напаѓаат Западот, се чини дека во Турција при оваа природна катастрофа новинарството е мирно, тлее и известува онака како што треба. И ова што го спомена ти, следниот предизвик ќе дојде дури откако ќе поминат сите моменти на некаква до каква може да се дојде до какво може да се смирување на ситуацијата по катастрофалниот земјотрес во Турција. Ова елементарна несреќа што се случи во Турција и руската инвазија во Украина не се работи што може да се споредат. Бидејќи никој не ја добил војната со природата. Тоа е основното што треба да го научиме и да ја извлечеме таа поука како планета, како луѓе кои што тука чекориме, дишеме, се развиваме, кои што тука треба да работиме и да функционираме. Токму поради тоа не можеме да ги споредиме двете работи, затоа што во едната станува збор за политика со трагични последици, која што доведува до разорнување и до целосна несреќа на еден народ кој што сега таму се наоѓа, на украинскиот народ,
а во другиот случај станува збор за природна катастрофа, која што едноставно треба да не опомене сите што чекориме на оваа планета, што правиме и како правиме. Токму заради тоа и рековме дека во следниот период ќе треба да треба новинарството многу посериозно да се позанимава со сите аспекти, не само на таа природна катастрофа, туку на сите природни проблеми, односно еколошки проблеми кои што се појавуваат во светот, а кои во основа го уништуваат нашето живење, на сите нас. Така што мислам дека тоа ќе биде едно освестување и за глобалното новинарство. Значи, екологијата не е само Грета Тунберг кога ќе даде изјава, екологијата е во секоја пора од нашиот општествен живот, почнувајќи од воздухот, преку малите хидроцентрали, до јагленот и сето она што може да ја заганува, уништува природата. Токму поради тоа, треба да ги бараме, ние како новинари, барем мислам, треба да ги бараме оние приказни што навидум изгледаат мали, а всушност тие се коренот на значење. Целото, така е, значењето на целото. Тоа е функцијата на новинарството. Тоа е функцијата на новинарите. Знаете како велам, нема мали и големи настани, има мали и големи новинари. Така што од секој настан можеме да извлечеме темата, суштината и сршта на она што ни треба, за да го направиме на крајот ово општество подобро. Тоа е целта на новинарството, да ги откриеме како да ги кажам, овие малформации што се случуваат во системот, во општеството, во владата, во политиката, во сето она што најпосле зависи и влијае на нашето живење. На нашето секојдневие. На нашето секојдневие, така. Оние што студирале новинарство на правниот факултет во Скопје се сретнале со професорот Денко Малевски пред тој да замине во пензија. Една негова реченица, тој ни предаваше политички систем, меѓутоа една негова реченица ќе паметам додека ја работам оваа професија, се надевам и потоа. Ако мислите дека не можете да го промените светот, тогаш сте ги сгрешиле студиите. Тоа е живата вистина за новинарството. Ова е наистина добра реченица. Ја имам слушнато, но ти благодарам што ме потсети, бидејќи мотивацијата е клучот во новинарството. Мотивацијата да создаваме, да правиме, да промениме нешто кон подобро, не заради тоа што ќе не удрат по рамото, туку заради внатрешното чувство на тоа дека сме луѓе кои што знаеме што сакаме и знаеме што можеме. Така што одлична е реченицата. Ја не студирав новинарство, но ја научив новинарската школа сите овие 30 на години. Па да, една од професиите која што трпи искуство и стекнување на занает со искуство е новинарството. Во нашата фела има луѓе со од многу профили, од многу професии, економисти, правници и слично. Како ќе го оцениш новинарството во Македонија? Претседател си на ЗНМ, активно е здруженијето, повеќе од претходно. Се надеваме дека тоа не е само реклама, дека колку да биде присутно низ медиумите, туку дека тоа е навистина работа на Здруженијето на новинарите, која што треба да донесе подобри услови за развој на новинарството во Македонија, а со тоа и на подобро општество. Како ќе го оцениш новинарството во Македонија? Пред се, независно новинарство нема. Сите ние земаме плата од некого, меѓутоа дали е слободно новинарството во Македонија? Може да се гледа низ повеќе аспекти. Дали е слободно или не е слободно, дали е независно или не е независно. Прво и основно што сакам да кажам дека нема независно новинарство ако медиумите се финансиски зависни од нечии пари или од нечии центри на моќ. Така што ако гледаме од тој аспект, апсолутно не можеме да кажеме дека ние имаме целосно слободни финансиски независни медиуми, затоа што едноставно доброто, квалитетното новинарство мора да знаеме дека чини и пари. Тоа не може да функционира без да биде добро платено, не само заради платата, туку заради ресурсите што се потребни да се дојде до информацијата, за да се дојде до добра анализа, до добра истражувачка сторија, до добра емисија, до добра документарна програма, да не набројувам. Време, технологија, техника, искуства, луѓе, значи сето тоа се работи што чина. Од друга страна, Македонија е мала држава, ограничени ресурси, ограничен маркетинг простор и во тој некако да речам надпревар за
да се земе дел од маркетинг колачот за да може да се финансира ова што го зборуваме. Има и премногу играчи од секаков калибар, значи телевизиски, радио, печатени, портали и тоа не е доволно. Не е доволно за да функционираат медиумите, онака и новинарите, онака како што би сакале да биде, како што сме учеле низ годиниве и токму поради тоа не можеме да кажеме дека имаме новинарство кое што или продукција која што во моментов ги задоволува сите стандарди. Од друга страна имаме новинари, колеги, луѓе со кои што работите, работиш и така натаму, кои што навистина даваат се од себе во функционирањето на вистинското традиционално во смисла на почитување на професионалните етички стандарди, кодекси на новинарство. И можеме да се пофалиме дека денеска, за разлика од пред неколку години, имаме навистина многу повеќе истражувачки теми, истории. МТВ е еден од примерите на тоа со дел од емисиите кои што ги има, кои што навистина носат нов квалитет во програмата. Има многу редакции што може и помали мобилни редакции кои што навистина носат суштина во известувањето во новинарството. И со тоа треба да бидеме горди, треба да ги гаиме, да ги негуваме ваквите форми на новинарство, да не ги сведеме само на дебатни емисии и на голо покривање на вестите, нели сите сакаме, тоа е во ред, тоа треба да се прави и тоа е добро да е квалитетно, но мора да дадеме и нови форми. Мораме да ги следиме светските трендови. Продукцијата мора да биде многу подобра. Тоа е тоа што чини пари. Не само светските трендови, туку и потребите на општеството. Некое општество има едноставно потреба некои проблеми да излезат на површина. Загадена вода, загаден воздух, скапа струја, лош градски сообраќај, несоодветен градски превоз. Еве, од актуелните теми кои што ги живееме секој ден. Иселување, имиграција, миграција на луѓето од државата, одлив на мозоци и слично, на луѓе кои што се научени да живеат во една благосостојба. Одеднаш последните 20-30 години се случува општествена катастрофа, можеме слободно да кажеме. Значи, си има потреби кои што едноставно треба да испливаат на површина, а новинарите се славејчињата, предвесниците, ластовичките на она што треба да излезе на површина, информацијата, податокот, вистината. Токму така и сега од тој аспект кога ме праша и дали имаме слободно или независно новинарство, мораме да констатираме дека во однос на слободата, она генерална слобода на говорот, слободата на медиумите, Македонија сега понапред отколку што беше пред 10 години. Значи нема проблеми од таков калибар каде што ви се јавуваат, ви диктираат или се обидуваат комплетно да ги подјаремат вестите и информациите и да ги стават во еден тек. Не дека нема такви тенденции. Имало и ќе има, меѓутоа не се на нивото на кое што биле, така да од тој аспект е слободно, тоа има еден добар предуслов тука за да може да се работи тој што сака, но станува проблемот кај ова независноста во однос на финансиите и тука сме некако во клинч желбата и можностите на новинарството се во еден диспропорција. Во диспропорција, убав збор кажа, и токму поради тоа имаме повремени добри квалитетни излети што треба да ги негуваме, но треба да се стремиме сите да бидеме поквалитетни. Едноставно тоа и да се бориме. И затоа рековме, убава беше реченицата на Денко Малевски, ние мораме да го менуваме светот за да бидеме прво среќни, а после тоа да бидат среќни оние на кои што ние треба да им служиме. Ја пренесеме информацијата, тоа се граѓаните. Нешто друго што треба да бидеме ние новинарите е единствени. Се покажа единство кај новинарите, солидна излезеност на протестот, мирниот протест. Не го блокиравме градот долго, час или два, а максимум на 2 локации, бевме пристојни од таа страна. Зошто новинарите излегува на улица? Вчера. Не можем да кажем дека тоа заради една случка или дека заради 2 случки.
порано, например, се излегуваше за улица кога новинари беа и во затвор, во притвор, и тоа носеше една друга димензија во општеството и многу поопштествена. Денеска излеговме на улица, вчера излеговме на улица, новинарите. Зошто? За да кажеме дека тенденциите во општеството, кои што се креираат, не само од еден фактор и не само од една политичка, да речам, структура или друга политичка структура, не ни носат добро и тоа може да ни направи проблеми утре да треба да излегуваме на улица повторно заради некои многу полоши појави. Ние сакаме да ја превенираме таа состојба. Кои ни се проблемите со кои се соочуваме? Веројатно и ги чувствуваш и ти, ги чувствуваме и сите ние, но ајде што имаме навредувачки, подценувачки однос од страна на или се случува навредувачки, подценувачки однос од страна на државни функционери, од страна на партиски функционери, на моќници, финансиски моќници. Дали тоа е мотивирано со цел да се затише новинарството или да се замолкне, да се направи? Нас не ни е гајле дали тие имаат ваков или таков проблем во себе. Ние сакаме да кажеме дека сакаме да стане стоп на тој тип на подценување на новинарите и новинарството, затоа што на крајот на денот сакаме да испратиме пораката да ја знаат дека никој не ја добил битката со новинарите и новинарството. Тоа не учи и искуството и во Македонија. Се соочуваме со предизвици, ајде да не ги речам проблеми, иако има и проблеми во многу сфери во делувањето. Тука секогаш морам да го потенцирам фактот дека во последно време имаме одлевање на ресурсите на новинарските, снимателските, фоторепортерските, каде? Кон владини министерства, кон влада, кон портпароли, лични сниматели, фотографи. Така е, кои што практично владата ни ја зема работата. Нема пари во новинарството, меѓутоа немаме ништо против колегите кои што работат тамо, да се разбере. Секој го брка својот леп, секој работи за да донесе дома има своја причина и ова не е насочено кон нив, туку ова е насочено кон креаторите на политиките кои што решиле да на тој начин управуваат со државата. Нас не ни треба пиар, ни треба добро управување. Не ни треба десетици, стотици фотографии на ден од тоа каде шетале министрите и не ни треба десетици, стотици соопштенија од тоа што правеле. Ни треба решавање на проблемите. Резултат. Така што мислиме дека мора да се стави крај на тој агресивен, би го рекол, државен пиар што функционира во и што не е од сега, тоа е со децении назад. Со децении, особено почна последнава деценија да функционира во време на претходната влада, гледаме дека продолжи и во оваа насок. Но тоа е проблем и треба да го решаваме. Секако проблем се постојано и го потенцираме тоа неказнивоста на напаѓачите и на нападите врз новинари. Конечно се донесе кривичниот законник, со кој што нападите врз новинари се сметаат за напади врз службени лица. Тоа е нешто што треба да го поздравиме. Меѓутоа, кај нас знаете како е. Се носат закони, а потоа не се имплементираат или не се усвојуваат. Така што ова нека биде едно предупредување дека будно ќе следиме имплементацијата на и на крајот на денот ќе си најмиме агенции за обезбедување, па да не бранат по улица. Видете, и тоа функционира. И во светот функционира тоа, особено кај новинарите кои што се бават со теми кои што задираат во високи политики. Високи политики и во корупција пред се. И во бизнис корупцијата, бизнис и политичката корупција најчесто се исповрзани и испреплетени меѓу себе, така што тоа функционира. Меѓутоа, нашите редакции тешко би можеле да си дозволат уште да купуваат и да плаќаат и таков тип на обезбедувачи. Токму поради тоа бараме подобри услови за работа, едноставно кажано. Бараме подобро функционирање на целокупниот овој систем што ги генерира медиумските политики и да овозможиме услови за создавање на поквалитетна програма на секаде низ редакциите. Како тоа може да се направи, дали тоа би било функционално, дали тоа ќе функционира,
секако ние имаме искуства со создавање на таков тип на, да речеме, фондови кои што би можеле да се искористат за создавање медиумски продукти, медиумски жанрови. Тоа во многу нешта би го зголемило квалитетот на програмата и на телевизиите, и на сите форми радијата, и на сите медиумски форми, на онлайн медиумите. А зошто тоа сакаме да го направиме? За да ја вратиме публиката. Ние ја губиме публиката на ТВ екраните, што е и светски тренд. Мислам, тоа мора да се со појавата на социјалните медиуми, на технологијата, телефоните и слично. Точно така, се губи публиката. Публиката е остарена, значи младите до 40 на години веќе никако не гледаат телевизија, освен можеби спортски програми и спортски надпревари. И во таа насока ние мора да се менуваме. Значи, како медиуми, како новинари, мораме да се менуваме, да се прилагодиме и, почитувајќи го кодексот на новинари, новите форми да ги внесеме во нашите медиуми во кои што работиме. И во традиционалните медиуми, новите медиуми секако да си го зголемат квалитетот на она со кое што располагаат. За ова треба да има доволно средства, бидејќи не може да се направи без пари, особено ако претходно го зборувавме со колкав е маркетинг пазарот во Македонија. Колкав не е практично. Колкав не е маркетинг пазарот во Македонија. И за ова има секакви искуства странски кои што функционираат на овој начин. И мислиме дека можеме да пресликаме дел од тие искуства за да направиме позадоволни новинари, сниматели, медиумски работници, но со тоа позадоволна публика и подобро општество пред се. На крајот, да. Значи тоа е некој систем. Сега ова можеби делува малку утопистички, идеално, како тоа, но ако не почнеме од некаде, мора да си има идеја, мора да си има план. Никаде. Така, мора да си има идеја, да си има план. Младен, ќе финишираме, ќе поентираме со констатација една. Дали Македонија има квалитетно новинарство? Дали Македонија има услови новинарите да функционираат непречено и да ја обавуваат основната општествена дејност, носејќи ја одговорноста што ја имаат пред публиката. Дали имаме услови тоа да се направи? Твое мислење? Имаме предуслови за да тоа се направи, но мора да сватиме сите како општествени чинители, како новинари, како сопственици на медиуми, како држава, дека неопходните услови за да функционира новинарството мора да се направат. Тоа се достоинствени плати, достоинствени услови за работа, колективни договори, да не навлегувам сега во работата на синдикатот, не е моја, но ние сме партнери во таа работа, па секогаш си ги истакнуваме дел од барањата заеднички. Почитување на правата на новинарот и на останатите, се разбира, медиумски работници, затоа што на крајот на денот нашата работа не ја работиме за само дома да однесеме парче леп, тоа е нормално, екзистенцијално, основно и важно, но ја работиме и за да помогнеме на ово општество. А ако ние сме доволно општествено освестени, паметни и одговорни, тоа треба да биде и бизнисот, сопствениците на медиумите и се разбира државата, за да тоа функционира на најдобар начин.